Општина Куманово одвои буџетски средства во висина од 8.000 евра за реализација на проектот за зајакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија на регионите. Вкупната вредност на проектот од прекуграничната соработка Македонија-Бугарија изнесува околу 98.000 евра, при што општина Куманово како ко-лидер, односно соработник во проектот, добива 31.000 од Европската Унија. Средствата во висина од 8.000 евра се предвидени во општинскиот буџет, бидејќи беше познато дека договорот за реализација на проектот е склучен во октомври минатата година, а ќе трае до октомври годинава, рече на последната седница раководителот на секторот за меѓународна соработка и евроинтеграција, стратешко планирање, креирање политики, следење и ЛЕР, Горан Митевски, појаснувајќи го проектот. Тие средства ќе бидат ставени на располагање на тимот кој што го реализира проектот, и потоа, кога ќе се заклучи проектот и ќе се заврши, ќе се направи, како би кажале, технички прием или примопредавање, ќе се заклучи проектот и ќе се вратат средствата од предвидените 31.119 евра, кои што ги дава Европската Унија на општина Куманово за овој проект. Што се однесува до самиот проект, малку е симптоматично и сигурно ќе прашате зашто сега се случува ова, кога повикот за овој проект е 2018 година. 2018 година е распишан прекугранична соработка Македонија-Бугарија, тогаш сме аплицирале заедно со Ќустендилската општина за изработка на стратегија за туристички развој на двата региона. Ќустендилскиот регион, они си прават за себе, како што би било интересно за развој на туризмот, и нашиот регион во Македонија. Тој проект беше ставен на резервна листа во 2019 година и не беше третиран затоа што беа добиени други проекти. Ние, ако се сеќавате, во тој период и реализиравме хотел Солун. И тој го добивме како проект. Меѓутоа, затоа што други некои средства кои што биле предвидени за проекти, сигурно не ги исполниле условите и останале на сметката на прекуграничната соработка Македонија-Бугарија, по ранг листа на резервната листа ги вклучуваат проектите кои што, значи, овој е бил добар проект, меѓутоа не ги исполнувал во бодовната смисла сите елементи да биде на ранг листа во третираните проекти кои што ќе добијат за реализација средства. Така да, дополнително сме известени од страна на прекуграничниот комитет што е Македонија-Бугарија, дека овој проект може да се финансира, овој проект се однесува за зајакнување на туристички потенцијал, значи средства се предвидени од страна, од вкупно проектот, значи тоа е софт мерка, каде што треба да се обезбедени 90 само момент, да не импровизирам, туку точни цифри да ги имаме. Вкупната вредност на проектот е 97.882 евра, од кои на општина Куманово како ко-лидер, односно соработник во проектот е 31.119 евра, а што треба да изработиме за тие 31.119 евра во наредната, проектната година од октомври 2022 до октомври 2023 треба да бидат изработени 4 активности, и тоа изработка на дизајн и печатење на промотивен материјал за општина Куманово, каде што ќе бидат топонимите, места атрактивни за туризам и така натаму, или ние како општина што мислиме дека ќе биде интересантно. Организација на проектни настани, каде што ќе бидат размена стручните екипи кои што работат на проектот во Бугарија и во Македонија, ќе има размена
посета на Ќустендил и посета на Куманово и разгледување на нашите предложени активности кои и места туристички, организација на експертиза на и туристички форум и посета на инфраструктурата на Куманово, значи сега ќе се одберат одредени стручни, компетентни луѓе кои што ќе ги согледаат тие наши предлози, дали е добро или не, и на крај изработка на туристичка база на податоци, каде што сите тие елементи кои што ќе бидат во претходните 4-3 активности, ќе ги внесеме во електронска форма и ќе направиме и брошура која што ќе биде за нашиот регион. Советниците дадоа зелено светло за кофинансирање на проектот за зајакнување на туристички потенцијал во Ќустендил и Куманово преку модерна визија на регионите, а ја поддржаа и стратегијата за рурален развој на општина Куманово за периодот 2023-2027 година.